Не е 10 години проблем Цветан Димов булеварот, туку е 30 години и повеќе од 30 години. Да, тоа е една од најкритичните точки, но истовремено и тесни грла во градот Скопје. Се разликата од минатото и денес е силната наша намера и волја да конечно го решиме овој потек, кој што е некаде малку повеќе од километар, делот кој што ќе треба да го решиме. Што направивме изминатиот период? Воспоставивме меѓуопштинска соработка со општина Чаир, со господин Меджити, со кој што имаме прекрасна соработка, би споменал, кои што се одговорни за изготвување на проектната документација. Но истовремено предвидовме и средства во буџетот за оваа година. Зошто? Затоа што јас сум убеден дека некаде до крајот на август месец би требало да биде готова проектната документација, па со господ напред да биде распишана тендерска постапка и согласно она што сум го ветил во предизборието, тоа е оваа календарска година да започнеме со градежни активности. Кога можеме да очекуваме да почнат градежните работи? Јас ќе бидам среќен и задоволен до крајот на оваа календарска година да почнеме со градежни активности. Во меѓувреме со дел од стопанствениците веќе разговараме за делот кој што ќе треба да се отстрани од трасата. Тоа се кога возите према Бутел од десна страна, сите оние објекти кои што ќе зафаќаат дел од коловозот, односно пешачките и велосипедските патеки, за да можеме да го реализираме. И да верувам дека многу порано од 4 годишниот мој мандат конечно ќе го решиме овој потек. Граѓаните ќе имаат од една страна безбеден коловоз, сите учесници во сообраќајот ќе бидат безбедни кога се движат. Од друга страна, она што го видовме во прилогот, мајките, децата, училиште имаме на тој потек ќе бидат безбедни и нема да бидат изложени на вакви состојби какви што се денес. Често пати таму има и сообраќајни незгоди, каде што многу често и патници се, односно пешаци се жртви на одредено возило и девијантно по однесување на возилото, така да верувам дека за многу скоро ќе таа голгота на граѓаните од овој дел на Скопје ќе ја завршиме, земајќи во предвид дека пак и тоа ќе помогне во олеснување на сообраќајот на сите оние кои што се од Бутел, од Радишани делот, а го користат исто така овој потек секојдневно. Во двата страна има многу број локали што таму кои што треба да се тргнат за да се реализира овој проект. Изгледа како сложен процес. За мене не постои нерешлив проблем и тоа многу пати и многу често го говорам, освен кога проблемот е од Бога, односно имаме некоја состојба од Бога, таму не можеме како луѓе да интервенираме. Ако се сеќавате, пред недела дена имав, можеби помалку од недела дена, пресконференција на булеварот Борис Трајковски во Драчево, од Пинтија потегот до Драчево, кои што го користат 100.000 наши граѓани од градот Скопје. Зошто велам 100.000? Затоа што Драчево се 40.000 наши сограѓани, Студеничани, Батинци, Зелениково и Долно Лисиче. Значи тоа е огромна концентрација на граѓани кои што живеат во тој дел на Скопје, а повеќе од 30 години се говори за реализација на тој булевар. Јас имам 38 години и бидејќи сум израснал до 22 години во Драчево, се сеќавам од моја 8 годишна возраст се говори за тој булевар дека ќе се реши. И таму во јавноста постоеше мислење поделено во делот дека не може да се решат имотно-правните односи. Еве денес имаме повеќе од 90% пробивање на трасата. Што значи дека ако силно сте фокусирани да го решите проблемот и да го надминете, ако имате домаќински пристап и на луѓето им објасните дека, еве, ќе ја направам паралелата на Цветан Димов, дел од булеварот, дека детски животи се во прашање, дека имаме училиште, дека безбедноста ќе ја решиме, ќе го разберат тоа луѓето на крајот на денот. Ние не сме оние кои што влегуваат без документација и кои што предизвикуваат на состојба во која што граѓаните се оштетени, туку напротив, ние вршиме процес на експроприација. Ние не вршиме национализација, што значи дека за сето тоа што ќе им биде одземено, а легално било изградено или имаат документ за истото, си добиваат надокнада од страна на градот Скопје. Апсолутно во процесот
внимаваме на секој граѓанин. Таква беше состојбата на булеварот Борис Трајковски, таква беше состојбата на Клучката Момин поток, на Љубљанска мостот кој што почнавме да го градиме, во Газибаба мостот кој што забрзо ќе го пробиеме од денес, и исто таква ќе биде состојбата за која станува збор за булеварот Цветан Димов, така да сумирам. Спомнавте дека се подготвува проектот за булеварот Да, Цветан Димов. во сериозна напредна фаза. Да, имате представа како ќе изгледа тоа нешто по-конкретно за граѓаните да знаат што да очекуваат? Ако по нешто сме препознатливи изминативе околу 6 месеци кога јас го водам градот Скопје, тоа знаете дека е нашата транспарентност и отвореност и за медиумите и за јавноста. И ете од опозицијата знаат понекогаш да замерат, кажувајќи дека сме се фалеле или сме соопштувале во јавноста. Јас тоа го правам за да знаат граѓаните од една страна да имаат предвидливост, да знаат дека нема по 15 години да бидат заглавени во реализација на некој проект. Затоа и самиот ги поставам роковите, но и да знаат што е тоа што се гради со нивни пари. Така да откако ќе го завршиме проектот целосно, а би требало да биде за брзо време од денес, ќе има и 3D визуализација на целиот тој потек, ќе ве повикаме и медиумите секако, ќе го презентираме сето тоа, можеби ќе има одредени забелешки, секако дека ние на крајот на денот сето ова што го правиме за нашиот народ. Дали се македонци, дали се албанци, дали се турци, роми, власи и сите останати, за народот го правиме и го правиме што е многу важно со нивни средства. Така да јас сум отворен и понекогаш знаете изминатиот период покажав кога и одредена состојба ќе најде на реакција од граѓаните, односно ако понудат и подобро решение, го прифаќаме истото и го имплементираме, така да ќе биде прикажано во јавноста како сето тоа ќе изгледа, ќе ги видиме реакциите на граѓаните, можеби ако има забелешки ќе прифатиме дел од забелешките, ако се нормално забелешки кои што ќе одат во насока на подобрување на состојбите таму и ќе започнеме со реализација на исто. Направивте некој план како ќе се регулира сообраќајот во време на реконструкцијата, за да не се создава дополнителен метеж? За сите проекти кои ги реализираме, еве дали е за булевар, дали е реконструкција на улица или каков и да е тип на проект, а при тоа се настапува на одредена позиција каде што ќе има промени во сообраќајниот режим, се изготвуваат сообраќајни проекти во соработка со Министерството за внатрешни работи. Градот Скопје ги изработува, но Министерството за внатрешни работи дава согласност, така да сериозно се внимава на протокот да не биде состојбата доведена во фаза да не може граѓаните да имаат нормален проток. Предпоставувам дека ќе се работи едната страна, едниот дел, па другата, но согласно на што го воведовме како пракса и динамика изминатиот период, брзи ќе бидат градежните активности, тоа да бидат спокојни граѓаните. Прво ќе решаваме експроприацијата, паралелно со обезбедување на трасата и не верувам дека ќе има целосно затварање, освен во моментите кога ќе треба, не знам, да се асфалтира целиот потек, но тоа е на крајот. И секако дека граѓаните ќе имаат информација.